Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ВМРО-ДПМН е политичка партија која се води од принцип на владење на правото, почитување на законите, почитување на уставот, меѓународното право. ВМРО-ДПМН има предлог закон за јавно обвинителство кој што го образложивме вчера на пресконференција од страна на претседателот Мицкоски, кој што е достоен и подготвен да биде во функција на бескомпромисна борба против организираниот криминал и корупција кој што во моментов во држава се случува на ангро. Овој закон е реформски и значи неселективна правда за граѓаните. Најпрвин, фузијата на двете обвинителства е сугестија на ВМРО-ДПМН во текот на преговорите на работните групи и тоа е прифатливо. ВМРО-ДПМН е против грубо кршење на законот. Катица Јанева да биде унапредена во републички јавен обвинител, односно да добие неколку скалила повеќе. Сите обвинители од дувлото на непотизам, наречено специјално јавно обвинителство, кое што во моментов е такво какво што е, каде што работат снаи, ќерки, синови, внуци, роднини, пријатели на обвинителите и на СДСМ, треба да се вратат во матичните обвинителства, односно институции од онаму од кај што дошле. Па дури потоа да конкурираат доколку исполнуваат услови и доколку се квалитетни. СДСМ со нивниот предлог закон сака да ги унапреди своите и роднините на обвинителите од СЈО, што е грубо кршење на правото и подценување на интелигенцијата на народот. Бараме детална истрага за срамниот случај Рекет, проверка на инволвираноста на Катица Јанева, дали и колку инволвирана во целиот случај, која е нејзината релација и врска со двајцата осомничени кои се наоѓаат во притвор, но не и помалку значајна релација со определени псевдоними за кои што јавноста веќе шпекулира, а кои што се дел од раководството, односно од врхушката на власта на СДСМ. И врапчињата веќе знаат кој се е вмешан во рекетот, само јавното обвинителство во моментов молчи и не презема никакви чекори. Дури потоа обвинителите од специјалното јавно обвинителство, ако не се инволвирани во случајот Рекет, ќе може да конкурираат за новото обвинителство, при тоа исполнувајќи ги другите услови кои што ќе бидат поставени согласно законите кои што ги предвидуваат за јавен обвинител. ВМРО-ДПМН се залага за транспарентен процес на избор на најквалитетните луѓе, кои што треба бидат истражители или друг тип на административен кадар во рамките на новото обвинителство. Бараме сите предмети од процесите кои што се започнати на ниво на обвинение до 30.6.2017 година, истите да бидат превземени од новиот обвинител, кој што ќе го води обвинителството, при тоа почитувајќи го уставот и законите. ВМРО-ДПМН се залага сите тие предмети во фаза во која што се, дали е доказна постапка, дали е распит на сведоци, дали се завршни зборови или некоја друга фаза од текот на постапката, да ги преземе државниот јавен обвинител и истите да се прераспределат согласно процесите и советите на експертската јавност, онаму каде што тие дела истите припаѓаат и треба да припаѓаат. ВМРО-ДПМН предвидува финансиска независност за целокупното јавно обвинителство и тоа од 0,8 до 1% од државниот буџет кој што се гласа секоја година да се одвојува за потребите на државното јавно обвинителство. ВМРО-ДПМН нема намера да се сложи со предлог закон на СДСМ кој има две единствени цели и е правен со две неискрени намери од страна на ЗАЕФ и на власта. Првата е пресметка со политички неистомисленици, во случајот како што гледате изминативе години со ВМРО-ДПМН, односно опозицијата, и втората заштита на криминалот на сегашната врхушка на власт, односно сегашното раководство. Кога ќе се сменат политичките прилики, а тоа ќе биде многу скоро во нашата држава. Намерите на СДСМ и Зоран Заев се само не се искрени. Тие само сакаат да се амнестираат и да се заштитат по падот на власта на СДСМ. Македонија мора да се рестартира и да тргне напред, и тоа уште веднаш. Благодарам.